Денес православната црква го чествува споменот на преподобниот Онуфри Велики и на преподобниот Петар Антонски. Преподобен Онуфри Велики. Овој светител проживеа во пустина цели 60 години, кога го посети монахот Пафнутий. Косата и брадата му досегаа до земјата, а телото заради долгогодишната голотија му беше обраснато со долги влакна. Влакната на него беа сите бели како снег, а сиот негов изглед блескав, возвишен и страшен. Штом го виде дојдениот, тој го повика со името Пафнутий, а потоа му го раскажа своето житие од пустината. На тоа место во пустината го беше одвел неговиот ангел чувар кој што претходно му се јавил. Долго време се хранел само со зелјето кое ретко можело да се најде во пустината, а потоа, откако ги претрпел борбите со демоните и кога срцето сосем му се укрепило во љубовта кон Бога, се хранел со леп што му го носел ангел Божји. Освен ова, крај неговата келија по Божја промисла, порасна една палма со вкусен плод на урма и бликна извор со питка вода. А најмногу, рече Онуфри, се хранам и пијам од сладките зборови Господови. Кога Пафнутий го запраша како се причестува, пустиникот Онуфри одговори дека Божји ангел му носи причест секоја сабота и го причестува. Следниот ден старецот му рече на Пафнутий дека тоа е денот на неговото заминување од овој свет, ги преклони колената, му се помоли на Бога и му го предаде духот свој нему. Во тој миг Пафнутий ја виде небесната светлина што го осветли телото на упокоениот светител и го слушна пеењето на ангелските сили. Откако чесно го погреба телото на светиот Онуфри, Пафнутий се врати во својот манастир како жив сведок за духовна полза на сите да им го раскажува житието на Божиот човек и величината на божествената промисла за оние кои што целосно се предаваат себе си на служба на Бога. Светиот пустиник Онуфри почина во 400-та година. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Господи помилуј, 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 Господи помилуј. Господи помилуј, 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 Господи помилуј. Господи помилуј, 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 Господи помилуј. Господи помилуј, Господи помилуј.
Преподобен Петар Атонски. Родум грк, а по занимање војник. Војувајќи еднаш против арапите беше заробен, окован во пранги и фрлен во затвор. Остана долго во затворот на градот Самара на реката Еуфрат, а постојано го молеше Бог да го ослободи од затворот, за да може сиот да се посвети на молитвен подвиг. Во затворот му се јави свети Симеон Богопримец со свети Николај. Му ги допре со својот жезол, прангите и тие се стопија како восок, а Петар одеднаш се најде надвор од градот. Веднаш тргна на пат за Рим, каде што на гробот на светиот апостол Петар беше подстрижен за монах од самиот папа. Потоа со кораб повторно тргна на исток. Во сон му се јави Пресвета Богородица со свети Никола и му рече на светиот Николај дека самата му ја одредила на овој Петар гората Атонска за подвиг. Дотогаш Петар немаше ни чуено за Атонската гора. Отиде на Света гора, се всели во една пештера, во која живееше 53 години во тешки подвизи, во борба со гладот и со жетта, со жегата и со мразот, а најмногу со демонските сили, се дури не ги совлада со помош на Бога. Кога ги издржа првите искушенија и добро ги положи првите тешки испити пред Бога, почна ангел Господов да му носи леп секои 40 дена. Неколку пати му се јавуваше искушувачот ѓавол во вид на светол ангел, но Петар го отфрли со знакот на крстот и со името на Пресвета Богородица. Една година пред смртта го пронајде некој ловец, кога ловеше елени на Атон и од усните на светителот чу за неговото житие. Се упокои во 734 година. Моштите му